Здраво, дечки! Во денешново кратко видео сакам да се обратам на сите кои што за прв пат очекуваат бебе или само што добиле новороденче и не знаат што да очекуваат во првите денови од неговиот живот. Имено има неколку појави кои што неминовно ќе ви го одбележат овој период од животот, барем до 40-тиот ден, но исклучиво се интензивни во првите недели од животот на новороденчето. Бидејќи во тој период целото време што го имате ќе го посветувате на новороденчето, овие денови додека траат ќе ви изгледаат многу подолги отколку што ќе ги паметите отпосле откако ќе завршат. Така, јас со моето второ дете, сега додека истото има полни 3 недели, го направив овој краток список кој што сега ќе ви го представам со најбитните работи кои што го одбележуваат овој период од животот на детето. Значи, станува збор за 6 работи. Првата и основна е папочето. Значи, негата и грижата за папочето, како и секирациите кои што истото може да ги предизвика, се многу сериозна работа, посебно по првата недела од животот на бебето. Папочето се сече при породувањето и истото во една форма која што не изгледа многу пријатно, значи како живи црева, вени и такви работи, во еден краток сегмент и врзано со штипка останува на стомачето на бебето. Истото се гледа каде влегува во неговото тело и треба да се исуши природно и да падне самото, и тоа обично се случува после првата недела живот на бебето. Меѓутоа, истото треба да се негува, да се внимава со штипката, да не се потфати во пелената или во облеката, да не се тргне, бидејќи може да го боли, ако се извади прерано пред да се исуши само, може да настане инфекција, така што негата на папочето е доста сериозна, а советите кои што ќе ги добиете се различни. Конкретно за папочето на син ми Зафир, значи во болница ми рекоа да не го пипам и ништо да не му ставам, значи сосема природно, без никакви хигиенски средства да си помина, доколку го бањам, само да се погрижам да е суво пред да го спакувам во облека. Потоа патронажната сестра ми препорача да го мијам 3 пати на ден со хидроген 3% и со алкохол 70% и никако да не го топам пределот околу папокот додека го бањам, се додека папокот не се исуши, не падне и местото не заздрави. Потоа матичната докторка на бебето ми кажа да не го тинтрам со толку многу средства за хигиена толку често, туку само еднаш во денот да го измијам со алкохол. Што и да правите, имајте на ум дека доколку местото изгледа здраво, не е иритирано, нема дополнително црвенело, она што го правите е добро, а доколку нешто се сомневате, веднаш сликајте го, пратете го на доктор, однесете го детето на доктор доколку можете, затоа што на оваа возраст не смее да се дозволи да настанат инфекции. Втора работа се промените на кожата, односно така наречената појава на лупење. Ова многу не извади од памет со првото дете. Имавме инцидент, значи не знаевме со што да ја намачкаме, имаше некое рибино масло кое што ми го препорача, тоест маст што содржи рибино масло. Ја намачкавме цела и после тоа мачарот се интересираше зошто на бебето сме му дале риба, а него не, и цела вечер пробуваше да душне и да види зошто бебето мириса на риба. Ние цела вечер ја поминавме дежурајќи мачарот да не влезе во креветчето на бебето. Ова лупење буквално изгледа како она после сончање, па кога поминат неколку дена, па нели ако сте изгорела малце, ви се лупи само горниот слој на кожата и е комплетно безболно за бебето. Лупењето почнува од сите места кај што има превиткување на кожата, значи ќе го забележите на линиите на вратот, на линиите на лактите, коленцата, препоните, секаде каде што има, ако е побутмасто бебе и на средината на рачињата, секаде каде што кожата е преклопенка. Значи, ова лупење е нормално, тотално е безболно за детето и не мора да се третира, освен можеби ако кожата ви изгледа сува, да се стави малце природно масленце или беби масленце или
лосион или што и да го мачкате веќе вашето бебе. Меѓутоа не претарувајте и не ги вадете сами да ловите од кожата, значи сами ќе се паднат по неколку дена. Може да изгледа страшно затоа што се појавува преку целото стомаче, преку целото газе и така. Меѓутоа станува збор за нормална појава, сепак неговата кожа била во вода повеќе месеци. И нормално е сега кога во друга средина, во допир со ткаенина, пелена, нели со воздух наместо во вода, истата да реагира поинако и тој горен слој кој што е оптимизиран за живот во вода, всушност веќе не му треба и отпаѓа. Трета појава која што кај некои деца е многу честа, но кај некои не е икањето. Ако гуглате што треба, што не треба да правите за икање кај многу мало бебе, прва работа што ќе прочитате е дека бебето не треба да го исплашите за да престане да ика, значи ова важи само за големи, ако воопшто важи, нели? Не значи дека на бебето му е ладно, не значи дека треба да го плашите, значи само дека има некакво мало изместување во пределот на стомакот. Ќе забележите дека доколку многу плаче, па голтна воздух, ќе почне да ика, кога цица, па ќе се нацица повеќе од потребното, може да почне да ика, ако не се доцица, може да почне да ика и тогаш уште храна би му го спречила икањето. Следна работа е губењето на телесната тежина, кое што е многу нормално веднаш по породувањето. Значи, секој бебе губи отприлика околу 10% од својата телесна тежина веднаш по породувањето, односно најчесто во првите 24 часа. Ова може да ве извади од памет, бидејќи нели кога ќе прочитате овие мерки, односно рамки во кои што треба да расте детето, знаеме дека треба да дуплира својата родилна тежина во текот на првите 3 месеци живот, што значи дека во просек очекувате тоа да качува по околу 30 грама дневно во првите 3 месеци. И ако не ви кажат дека е нормално да има изгубено околу 300 грама веднаш по породувањето, си одите дома или си одите на лекар, го мерите и наместо тоа да има качено 200 грама, оно има изгубено 300 грама од првичната тежина и може многу да се извадите од памет. Значи имајте на ум дека ова е сосема нормална појава, можете да си прашате лекар, можете да си гуглате. Најнормално е, може само да се случи лекарите да заборавиле да ви кажат кога ве пуштиле од болница. Следна работа што е многу важна е ждригањето на бебето. Многу луѓе прават оваа грешка кога имаат бебе кое што цица, мислат дека не треба да се ждрига, односно дека ждригањето после цицање е резервирано само доколку бебето се храни со шише и цуцла. Меѓутоа тоа не е така. Всушност при секое голтање, без разлика дали му даваме млеко, вода или адаптирано млеко на бебето, при секое голтање бебето внесува малку воздух во себе и истиот тој воздух може многу да му го отежне варењето на храната, односно доколку не се истисне или бебето не ждригне, воздухот може да придонесе бебето малку подоцна од хранењето, да поврати мала количина или доколку му се вознемири стомакот, да поврати целата количина на храна која што е внело. И затоа многу е важно бебето да се исправи, да се ждригне, без разлика која техника ќе ја користите за ова. Важно е да го чуете дека ждригнува или доколку не ждригнува доволно силно или не можете да го слушнете, тогаш да го држите во полуисправена состојба вака барем 5-10 минути по јадењето, за да се осигурате дека нема да поврати дел од храната. Повраќањето е посебно опасно затоа што доколку веднаш го легнете или лежи на грб, може да се закашла или засркне од сопствената повраќаница. И последната работа која што е многу важна е хигиената на бебето. Хигиената во првите недели многу се разликува од хигиената понатаму и можеби мислите дека влажните марамчиња ви се добар другар, меѓутоа тоа не е вистина во првите недели од животот, бидејќи дури и оние кои што се рекламираат дека се само со вода, нели, натре, всушност содржат хемикали кои што може многу лесно да иритираат кожата на бебето и да придонесат до исфрлање и други појави што не сакаме да не се случат и да не испаничат во тој период. Така што во првите недели од животот на бебето, всушност ваши најдобри пријатели
во врска со хигиената се памучните тупфери и тоа оние кои што се обработени од надвор, така што немаат многу памук, нели? Или уште подобро, оние што се обшиени на краевите, за да не излегува памукот кој што е мек внатре во самиот тупфер. И втор најдобар пријател ви се овие памучни стапчиња, бидејќи како што можете да забележите, истите имаат тенок дел, имаат задебелен дел кој што има заштита и не се користат само за уши, односно практично вашето бебе ќе биде полно со многу ситни превои и места кои што реално не можете да ги дофатите дури не со сопствениот прст. Туку ви треба нешто пофино и похигиенско од типот на врвот на ова стапче. Така, сите превои, значи каде што кожата е поклопена, а такви ќе ги има многу на вратчето, под мишките, на рачињата, просторот меѓу прстињата, посебно меѓу прстињата на нозете, просторот зад уфцата, каде што најчесто, доколку има рефлукс во текот на ногите, може многу непријатно да се изненадите во текот на утрото, значи мора да ги поддигате уфцињата и убаво да ги чистите надворешниот дел од уфцата. Зборам со вакви стапчиња, бидејќи практично не можете да ги докачите со ништо друго. Замислете, еве, например, памукче превиткано на вашиот прст е колкукратно подебело од врвот на ова стапче. Гледате? Мој совет е добро да се снабдите со овие нешта, бидејќи во првите неколку недели сигурно ќе потрошите неколку пакувања од овие производи, додека нели постепено да се префрлите на користење само на влажни марамчиња во пеленскиот предел на бебето. Тоа е се од мене за денес. Се надевам дека ова видео ви е информативно и дека ќе ви користи. Доколку е така, не заборавајте да притиснете лайк и subscribe и да го споделите ова видео со друга жена, други родители на кои што ќе им биде од корист. А ние се гледаме следната недела. Чао!